50 години од Скопскиот земјотрес. Во ова издание напочнува ден, минути обезбедени, резервирани за 50 годишнината од Скопскиот земјотрес, а веднаш да најавам дека утре новото издание напочнува ден е во специјално руво. Целото е посветено токму за овој ден, 26 јули. Во наредниве минути, почитувани гледачи, ќе зборуваме за активностите кои што треба да се случат денеска и утре во организација на Дирекцијата за спасување, заштита и спасување. Еве имам помош од мојата гостинка Лидија Биелица, раководител на секторот во Дирекцијата за заштита и спасување. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Денеска би сакала со вас да поразговарам за активностите кои што ги организирате денеска и утре, но и за некои препораки кои што се многу битни за нашите гледачи, бидејќи Скопје е трусно подрачје, секогаш треба да бидеме подготвени во услови на земјотрес како да се однесуваме. Ајде најпрвим да ги најавиме активностите кои што ги испланиравте и ќе ги реализирате во текот на овие 2 дена. Целата манифестација во одбележувањето на 50 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје во организација на градот Скопје. Ние се вклучуваме во оној дел што значи формирање на кампот во градскиот парк, кој символично ќе го представува кампот кој 63-та година се наоѓаше во градскиот парк, каде што беа засолнети згрижени граѓаните на Скопје кои не можеа да се вратат во своите домови. Символиката е во тоа. Така. Дирекцијата за заштита и спасување со ангажирање на своите вработени веќе работи на формирање на кампот. Поставуваме тамо наши шатори со кои располагаме, шатори пред се, бидејќи шатори беа и тогаш во 63-та година во шатори беа сместени граѓаните, шатори во градскиот парк исто така, сега символично повторно во шатори во градскиот парк се формира еден камп од повеќе шатори, поголеми шатори, помали шатори и така натаму, за некаде 150 до 180 лица. Така, кој ќе биде сместен во шаторите? Во шаторите ќе бидат сместени пред се, тогаш се викава акцијаши во тоа време, тоа беа млади луѓе кои учествува во доброволни акции за изградба на државата. Најчесто тоа беше инфраструктурата, патишта, канали и така натаму. Сега ги нарекуваме доброволци или волонтери, нели? Имаат малку поинакво име, меѓутоа тогаш тие беа акцијаши, сега се тие сместени акцијаши тогашни кои учествувале во расчистувањето на урнатините и спасувањето од Македонија и од другите тогашни републики од претходната држава, и тие ќе бидат сместени во овој камп, во овие шатори. Дирекцијата покрај шаторите кои ги поставува и ги поставуваат нашите вработените во Дирекцијата за заштита и спасување, со помош на акцијашите, и тоа веќе се случува во градскиот парк, бидејќи се очекува денес попладне да пристигнат првите акцијаши од поранешните републики. Покрај шаторите, дирекцијата тамо има и креветчиња, тие луѓе мораат тука да престојуваат, и друга опрема, маси, столици и така натаму. И меѓу другото и една рачна сирена. Така. Дирекцијата располага со повеќе рачни сирени. Колку се стари тие рачни сирени? Одамна ли постојат? Тие рачни сирени се стари, 40 на години. Меѓутоа, тие функционираат, се во функција. Ние и сега во дадени ситуации ги користиме. Како утре ќе биде искористен? Да. Утре не само што ќе биде 50 годишнина
со нив обележена, ќе биде одбележен моментот на 50 годишнината, би кажала, и сирената во кампот утре во градскиот парк, значи на 26 јули, после 50 години, во 5 часот и 17 минути ќе се слушне гласот на ова на сирената, која ќе го рачната сирена на дирекцијата за заштита и спасување, која ќе го означи моментот на 50 годишнината од катастрофалниот земјотрес кој го погоди тогаш Скопје. Така. Верувам дека во соработка со вас многу други институции ќе се организираат активности. Утринската програма утре ќе биде таму, каде што ќе бидат шаторите за кои што сега зборуваме. Во продолжение, ќе може ли насоки, смирници, препораки за нашите гледачи како да се однесуваат ако не дај Боже повторно дојде 5.17? Секако Република Македонија па и градот Скопје е во трусно подрачје, една трусна зона и граѓаните сите ние чувствуваме дека не така ретко имаме потреси, помал интензитет, меѓутоа се случува, па никогаш не се знае кога ќе се случи. Земјотресите не доаѓаат, како и воопшто природните непогоди, најавено. Многу често слушаме упатства, насоки и така натаму, како граѓанинот треба да се однесува во моментот на потресот. Нешто што е основно секако и што на сите ни е јасно, ма јас повторно ќе го потенцирам, паниката е број 1 која не, ајде би кажала, не блокира во моментот или правиме некои действија кои инаку никогаш не би ги направиле. Значи, по можност да сме што поприсебни и би кажала, а за да бидеме така, треба да сме во секој момент подготвени дека еве тоа баш сега може да ни се случи. Па би кажала, почнувајќи од она што значи неопходни документи кои треба да ни се при рака и да знаеме секогаш каде ни се. И ако секогаш не се однесуваме така, да не се најдеме доколку е можно, ако моментот ни дозволува, например, под некој огромен лустер, до некоја голема стаклена површина, и така натаму да не создаваме други можности за повреда. Пожарите, односно, би кажала во тој контекст, електричната енергија, струјата на појувањето, на објектот, исто така е многу важна работа. Пожарот може да биде една од последиците кои би можеле да се случат и да се случат многу брзо, и тука треба секако да бидеме свесни што побрзо да исклучиме струјата. Нешто што би сакала, а што не сум го слушнала до сега во медиумите, нити сум го прочитала, а што треба на нашите граѓани да им е познато, она што значи напуштање на објектот. Напуштањето на објектот никако не би требало да се случува во моментот на потресот. Значи, треба да сме присебни, да почекаме да тресењето заврши, па потоа да го напуштиме објектот. Брзо, но не во паника. Прашањето е зошто? Зошто во принцип скалата е слаба конструкција и искуствата покажуваат дека во време на потрес токму скалите се првите што се урнуваат. Да не зборувам за напуштање на објектот со лифт, тоа веќе никако не доаѓа во обзир. Меѓутоа и нешто друго што е исто така многу важно, кога ќе се најдеме надвор од објектот. И најчесто сметаме дека сега е завршена работата, сме излегле и сега нема опасност, има опасност да. А ако не сме доволно оддалечени од објектот, се наоѓаме во нешто што се нарекува домек на урнатини. А искуството покажува дека дометот на урнатините изнесува најчесто една половина од висината на објектот. Секако тоа зависи од конструктивниот систем, од употребените материјали, меѓутоа
ова се зема како нешто што е оптимално е да ви кажала. Тоа значи кога ќе излеземе од дома да внимаваме од нашата зграда, но и од некоја друга соседна. Така е. Што значи тоа? Ако живееме во објект кој еве јас сега ќе импровизирам 6 приземни и 6 ката, значи тоа се 7 висини по 3 ката, тоа е 21 метар. Че ние би требале над 10 метра да се оддалечиме во објектот, зашто можеби веќе следниот потрес ќе значи настанување на урнатина а ние да бидеме би требало нели во една безбедна зона. Еве тоа би било овака основните препораки. Накратко нешто што би можела во моментов да им го препорачам на граѓаните. На граѓаните. Благодарам многу за гостувањето и за овие препораки, а утринската програма ќе ја завршиме со приказната која што ја подготвивме во Маџар Мало, едно од постарите скопски мала. Што се случуваше таму на тој 26 јули и како младината им помагаше на сите оние на кои што им треба помош. Уживајте во приказната која што ја снимивме во ова Скопско мало. Утре се гледаме повторно во специјалното издание. Довидување од мене, Жаклина Мучева. години од Скопскиот земјотрес. Едно од најстарите мала во Скопје, утрото на 26 јули, година по поплавата, татнеше и се тресеше, навестувајќи несреќа. Малите куќи во Маџар Мало се опираа на големиот земјотрес, но луѓето беа збунети. Помислувајќи на поголеми катастрофи од земјотрес, се расонуваа и ги бараа своите. Земјотресот јас го доживеав во првиот момент во својата куќа. Помислив дека е фрлена атомска бомба. Кога рипнав од прозорчето на улица, брат ми помалиот спиеше да мене го земав и него го снимав. Тоа беше нешто страшно. И се чудев, што е сега и си мислам, кај најдобро и американци будали да фрлат овдека атомска бомба. Али легнав на земја, за она што не учеа од атомски удар како да се заштитиме, легнав на земја и осеќам некоја тупњава бучава под мене на самата улица пред куќата. А не воде сметка дали од куќата ќе падне некоја керамида или нешто друго да ме поклопи да му тепа. Се мислата ми беше на таа атомска бомба. Брат ми го симнав и он се тресе поред мене, мика, батове, што е ова? Кам земјотрес. Дрвата лево, десно се нишаат, куќиве се нишаат, жиците се кинат. И тоа размислување, викам, оваа поплава 62 година што толку вода варга. Мостовите ни ги однесе дрвени, два моста, еврејското мостче и нашето мостче, толку може мало. Беа тога релативно 2-3 години направени. Мислам, таа поплава, таа вода дека го донеси и овој земјотрес во Скопје. Јас точакот од татко ми го зема и имав една снага со две дечиња од прв братуче, сама живееше кај Киро Методија, отидов тамо. Добра си, добра. Децата добро. Продужив. Отидов кај девојката што се забавува во еврејско мало. Тамо беше веќе куќата срушена. Тука имаше едни училишта, ми беа во дворот собрани. Девојката и денеска ми е таа супруга. Излезе и рече од дворот на училиште, кога не виде. Вика, Кире, ние сме добри, само Лила и Злато се вика, не знаеме што е со нив. И ја од тука, ај вика, ќе видам, ја ќе одам до 11-та зграда во кампус. И низ преку камени му споминувам, во центарот тоа, банката, офицерски дом, тоа беше невидено нешто, страво. Све струшено. Прво ми текна на памет што прават луѓе кои што се ван Маџар Мало во градот, во центарот на градот. Рачунајќи дека
дека и таму има земјотрес нормално, како и на Джамал. Покеј, бидејќи ми беше страх, дрмаше, цело време дрмаше. Покеј, поред Вардар, отидов до площад. Пред официрски имаше 3 жени, погинато, со корпи, со зарзават, кои што носеле, најверојатно на работа, во 17, земјотресот, а исто така беше срушен официрски. Банката беше срушена, а посебно тој дел, позади банката, према сегашниот трговски центар, имаше зграда, една стамбена зграда, и таа беше срушена, тука имаше доста жртви. Од тука на кај площад, бидејќи од площад на кај поштата, позади поштата, тетка ми и тети ми беа загинати, уушени, немаше шанса. У прво време се бореа со животот, нели, со катастрофата. Отидов се вратив назад у Маџрамало, зедов лопати, бидејќи немаше, све беше таму затрпено. И се вратив назад, али веќе беше касно. Младината немаше време за чекање, се организираа и почнаа со извлекување на преживеаните. Додека едни работеле на терен, другите подготвувале оброци и оддишка за бригадирите. Другарството во оваа мало секогаш ги одржувало луѓето заедно, дури и во вакви катастрофи. Бевме организирани бидејќи имавме младинска организација. Ја бев тогаш председател на младинската организација, те благајни, те и така натаму, и веднаш се организирахме, нормално и со повозрастните, се организирахме во бригада. Едно бригада за помош на настраданите, у смисол на одење на објекти, каде што раководител на целата таа бригада беше Кире, Тракот, а друго беше да оноа што ќе дојде одреден продукт, као што се паштет, као што беа изобилство имаше, као што беа леб да се подели на вода, да се подели на населението, да се помогне утовар, растовар на некои се селеат за Куманово, некои се... Ние веќе бевме организирани, така да ни дојде логорот кој го направи. Тоа е одма у аеродром, сегашен аеродром, на почетокот на авијатика, или на влезот на авијатика, тука со шатори и така натаму. И некој што ги закрпија куќите, што не беа оштетени, у Маџрамало си остана. Али ние организирано тоа од млади, со снага, организирано тоа го дававме на жителите на Маџрамало. Така да самиот тој потез, за маџармалчани беше на некој начин брзо се снајдовме и немавме некои посебни проблеми во смисол на доста. Тоа беа тешки моменти за сите бригадири и бригадирки што беа во нашата бригада. Младинска рада и овчеги кочаги. Бевме негде 50 души. Све маџармалци. Имавме неколку деца така од страна дојдени, али другарчиња наши предходно. Во Маџармало имало само една жртва. На главната улица Ѓиво Зеновиќ, преку рампата, јас сум под рампа, се сретнувам со луѓе возбудени, тука чешма имаше. Тоа е денеска куќата на Аларова, на тоа место, а и она живееше и пред тоа во таа фурма. А на Љупчо, покојни, они избегава, надвор бева и они, и Љупчо влезе повторно да си го земе бебето. И тога фурната беше висока на 2 спрата, од озгора тие калканите се срушија, цигли, грамада цигли паднала. Он бебето му остана живо, го спаси, али он си отиде. Тоа беше едната жртва на Маџармало. Скопје се разурна, но животот продолжи со поинаков тек и со старите навики. Иако било тешко да се помине долгиот летен ден, сепак песна се орела и во звуците на гитарата се топела тагата за загинатите. Имаше и гитара, и се пееше, се надвиеше. Течеше животот, не запираше животот, без разлика на сите тие околности, па дури имавме и свадби, маџармалска, перо, гањо, соленче, една убава свадба, без се спојува и они беа хит у тоа време и тука на таа игранка што ја правевме у домчето
се забавljavме и па бевме организирали. Ние тоа го организираме, макамалчани, ние на некој начин направивме шаховски клуб, направивме други клубови. Го направивме друштвото Пралипе. Пралипе на ромски значи братство на наше, македонски. Така да Есма првите чекори, мислам, као девојче, она тука на приредбите наши. Она живееше во центар, али доваѓаше тука игранки правевме, после војската, војните лица доаѓаа наши, сите животот си течеше и понатака. Тешко се заборава катастрофата. Сеќавањата навираат со солзите кои сами се тркалаат. Фотографиите се сведоци за минатото, а долгите муабети ќе се плетат со генерации. Маџермалци до ден денешен останаа заедно. Го документираат минатото и ја кројат иднината со дружба. До ден денеска, еве 29-та средба оваа година, нели ни помина, али до година, 30-та средба, толку се припремаме да ја направиме и 200 години е од малото. Така да рачунаме дека ќе не посетите вие као Алфа, стално не пратите и наредната година ќе бидете у нас. Педесет години од Скопскиот земјотрес.